Земањето мито и подкупот во државниот систем тешко се докажува, особено ако корупцијата царувала повеќе од една деценија. Ова го покажува и обемното обвинение за трагедијата во Кучани, во кое од 34 обвинети, само службеникот од Министерството за економија бил подмитен од газдата на Пулс за лиценците на дискотеката. Иако обвинителството најавуваше индиции за корупција во ерозниот институционален систем, сепак митото се сведе на 200 евра за издавање на лиценца и уште 3600 евра за фалсификатот дозвола за кабаре. Ако корупцијата не се фати на лице место и ако се поминати години, тешко се обезбедуваат докази, а уште потешко може да се докаже пред судот, коментира председателот на Transparency International Благоје Пандовски. Кривичните дела кои што вклучуваат коруптивни действија во нив, навистина се многу тешки за докажување. Тие претежно се докажуваат, односно се можат да се изнесат пред лицето на правдата доколку се фатат инфрагранти, значи на лице место со давање на подкуп, со бележани пари и така натаму, но во случајов се работи за еден подолг временски период кој ги опфаќа действијата поврзани со Кучани и не чуди тоа што само едно лице е обвинето за коруптивни действија, односно кривични дела поврзани со корупцијата. Освен митаџијата од Министерството за економија, сите останати се гонат за предизвикување на тешки дела против општата сигурност. Екс-министрите, директорите, инспекторите, останатите службеници со постапување или непостапување во системот предизвикале да се случи катастрофата. Тројца обвинети се сопственици и управители на фирмите сестри поврзани со Пулс. Тие од декември 2012 до случувањето на пожарот вршеле угостителска дејност. Според обвинението, објектот не ги исполнувал минимално техничките услови за вршење угостителска дејност, немало одобрение за реконструкција, како и елаборати. Обвинета е и проектантката, заедно со фирмата која го направила проектот. Обвинети се и обезбедувачите што пропуштале малолетници, како и одговорниот што продал дупло повеќе карти. Меѓу обвинетите се и 4 директори на Дирекцијата за заштита и спасување, кои биле на функција од 2012 и инспекторот кој за целиот тој временски период бил раководител на инспекцијската служба во дирекцијата. Дел од овие директори е и актуелниот министер без ресор Шабан Салиу. За пиротехниката, обвинителството ги гони синот на газдата, обезбедувањето и групата ДНК. На 16 март годинава во 2 часот после полноќ се случи една од најголемите трагедии во Македонија. Во пожарот загинаа 62, од кои 6 деца, а над 200 беа повредени.